Креативноста не е вродена вештина, туку вештина која што се развива преку поттикнување, негување и создавање и истражување. Денес во приказна ќе зборуваме токму за креативноста како вештина. Иле Михајловски веќе 30 години е одделенски наставник во Свети Николе во училиштето Свети Кирил и Методиј. По оваа година во септември ми се точно 30 години работа како наставник. Исполнува, иако низ децениите работа се менувало почитувањето на наставничката професија и се соочуваш секојдневно со еден куп предизвици. Често пати знам да кажам дека ме движат само 3 работи. Првата е да си ја сакам својата работа, си ја сакам. Втората да веруваш во тоа што го работиш и третото да си го чуваш детето во себе. Михајловски се најде на ранг листата од 50 најдобри наставници во светот во конкуренција на 5000 пријавени кандидати од 89 држави. Најдобрите 50, меѓу кои и Иле, на почетокот на февруари во Дубај присуствуваа на финалето на глобалната награда за наставници. Импресиите од овој настан се уште му се свежи. Платформата која го организираше изборот за најдобар наставник на годината го опиша нашиот наставник како посветен работник од Свети Николе, кој е светилник на надеж во образовниот систем кој се соочува со многу системски предизвици. 2 дена престој во Дубај беше престој во кој што секоја минута ни беше испланирана, целно за самиот настан. Први ден ги посетивме Американската академија во Дубај, со еден куп гости, бевме пречекани како на филмски Оскари, испочитувани како наставници како никогаш до сега. Имавме посета на Велингтон училиштата, средби со луѓе од УНЕСКО, Games Education, гала вечерта на 11 кога беа представени топ 10 на сцена. Следниот ден ни беше повторно работилници, пленарни средби, учества во работилници и вмрежување на сите ние топ 50 финалисти како такви, така да исклучително животно искуство. Иле е хуманист, но и човек кој сака да ја пронајде и да поттикне креативност во секој од своите ученици. Бидејќи работам со мали деца, исклучително од прво до 5-то одделение, уште од мал имаш можност да согледаш каков талент се крие некаде, во секој од нив. Нема дете што нема талент за нешто. Се обидуваш да му дадеш насока, особено ако и самиот си креативен и таа креативност му ја покажуваш секојдневно на детето, ти си му поттик и мотивација да верува дека може, што и да е тој талент кој што се крие во него, да зема примери од наставникот кој што му е тука и како поддршка. И низ годиниве фрапиран сум од тоа колку и мои ученици од претходни генерации, па и сега им излегува на површина талентот кој што го имаат. Секој наставник во училиште е приказна за себе. Таква ни е пред се професијата. Ти си тој кој што го создаваш часот, го креираш, му даваш насоки. Во училницата секогаш сум искрен, доблесен и најмногу од себе, особено во ова лошо време, освен образовниот дел и оние морални вредности кои што треба да им се проткаат на децата. Знаат да бидат интересни, знаат да бидат со поттик на тоа дека искреноста и емпатијата треба да ни бидат први и клучни, со оглед на тоа дека живеат барем денешниве генерации на деца во исклучително лошо време. Се сретнуваме и со анксиозни деца, со депресивни деца, исклучително е важно да тука им се даде поттикот. Со креативност во образовната работа може да развивате вештини кај децата. Јас сум човек кој што верува дека секој поединец, еви секој наставник, си има своја доза на креативност. Многу е важно како ќе ја изнесеш, дали знаеш да ја изнесеш, и дали можеш да ја пренесеш некому. Низ годиниве она ми се проткајуваат во 3 децениското работење, пример мојот талент за цртање. Го наследија многу мои ученици. Талентот за убаво пишување, што се е исклучително тешко некому да му го пренесеш, меѓутоа голема бројот на деца кои што го прифаќаат тоа како нота, како еден печат кој што понатаму ќе ги држи, и во таквите моменти јас низ тие возрастни генерации веќе на ученици гледам дека сум оставил еден мал дел од себе во нив.
најголема награда ми е тоа. Искреноста е клучна, смета Михајловски. Ако треба да одберам нешто, искреноста најмногу, најпотребна и најважна, а слободните активности се проткајуваат со нивните таленти, со она нешто кое што јас мислам дека во моментов вреди да им го дадеш, да го поттикне креативниот дел кај нив. Дали тоа ќе бидат филмови, дали ќе биде музика, дали ќе биде секојдневен пример од нештото, меѓутоа нешто што може таа искра да ја запали кај нив, па да нештото оди во позитивна насока. Децата ни се осамени денес, затоа воспитувањето често е пред образованието. Дури на моменти би рекол дека некогаш доминира потребата од воспитниот наспроти образовниот, затоа што имаме се почест случаи на деца кои што се чувствуваат прилично осамено. Голем број од семејствата се потрка по материјалното, не се присутни во животот на сопствените деца и се провеува често пати потребната воспитна нота да издоминира над образовната. Баланс секако мора да има, првенствено сум едукатор, наставник сум, треба да го предадам знаењето кое што треба, но време во кое што живееме е силен предизвик за сите нас, посебено за нас наставниците. Драги деца, верувајте во себе, бидете креативни, само така ќе успеете да ги реализирате вашите соништа, порачува инспиративниот и секогаш креативен наставник Иле Михајловски. Ниту е страшно, ниту пак е срамно да се поставуваат прашања. Напротив, на овој начин откриваме нови агли кои што може да не однесат до нови решавања на проблемот кој што го истражуваме. Еве што откриваме денес во приказна. Креативност може да се научи, но не со седење и слушање предавања, туку со учење и примена на процесот на креативно размислување. По принцип, креативноста е вештина. Вештина која што ни е клучна ако сакаме да живееме и успешно екзистираме во 21. век. Така да нешто од со кое што се раѓаме и нешто кое што и такако не треба да го негуваме. Во текот на изминатиот половина век беа дизајнирани и имплементирани многу обуки за развој на креативните капацитети. Сепак, креативноста е вештина што може да се развие и тој развоен процес може да се управува. Да бидеме креативни, учиме преку експериментирање, преиспитување на она што не учат преку истражување, користејќи ја нашата имагинација. Апсолутно мислам дека е вродена, иако немам правено некакво научно истражување на таа тема. Имам работено со многу студенти како едукатор и инструктор и моето искуство е дека апсолутно секој има свој креативен процес, со тоа што една многу важна работа е дека креативниот процес не се врзува стриктно со креативните дисциплини. Секој човек е креативен постојано и нашата креативност се манифестира на многу различни начини, од најбанални решавања на проблеми во нашето секојдневие до нашата работа и нашата заработувачка, како заработуваме за живот и дури како преживуваме во непријателски или насилни средини. Креативноста може да биде моќен механизам за градење емоционална отпорност, овозможувајќи им на поединците подобро да се справуваат со животните подеми и падови. Вклучувањето во креативни активности дозволува изразување на сложени емоции кои вербално би било потешко да се артикулираат. Преку уметност, музика, пишување или други форми на креативно изразување, поединците можат да обработуваат и да ги ослободат потиснатите емоции, што води до поголема емоционална рамнотежа и отпорност. Ние се раѓаме креативни. Нешто во тој процес се губи. Тоа се истражување прилично стари, 6-7. Прво истражување е правено каде што вика најдени им се спојувалки на дечиња и они имаат преку 50 идеи што да прават со спојувалки, зашто може да ја користат. На возрастните 5. Мало за нешто повеќе од 5, само гледат функционалната употреба. Потоа и во НАСА се правени истражувања каде што 5-годишни дечиња имаат гениалност на ниво на креативноста и на ниво на гениалност. 10 години, истите дечиња, лонгитудинална студија, малце подолга, правена, имаат паѓа на 30. На 15 години, уште опаѓа, за да они момент кога дојдат околу 30 има само 2% од гениалноста, од креативноста, на гениалната креативност е некаде испарена во системот на едукација, во системот на образование, во системот, ајде да кажам, на култивирање да бидеме функционални единки во општеството.
Отклучување на нашата креативност, создавање и креирање на нешто ново е моќна алатка за подобрување на нашето расположение, намалување на вознемиреноста и зголемување на самодовербата. Не треба да ја научиме, не треба да ја заборавиме. А тоа би можеле како да го направиме и ние родителите, и општеството, и образованието, преку систем на поставување поинакви прашања кои стимулираат преку оставање на простор да ја покажат индивидуалноста и поинакви различниот начин на поставување на работите, што мозокот со кој што шетаме постојано реално има неколку функција, тоа да не заштити, не да не прави среќни, и има функција да ја економизира енергијата, што значи ако размислил за нештото, не сака да размислува повторно. Или ако го преведеме во контекст на негување на благодарноста, ние возрастните сме научиле како некои работи се, па кога децата ќе покажат поинаков начин за истото, ми викаме не, тоа не се прави така. И простор да им оставиме можност на сигурно да грешат. Зошто дека сме околу нас, кога ги прават тие грешки, имаат можност да експериментираат и прават нови работи, а доека се околу нас, имаме простори да им кажеме кога навистина станува збор за грешки и да ги сопреме, не да може ако станува збор за грешка која што може да ги повреди. Без разлика дали се работи за сликање, пишување, музика или други форми на уметничко изразување, вклучувањето во креативни активности може да понуди бројни психолошки придобивки. Во последниве децении, иновативноста и креативноста станаа клучни вештини за постигнување успех во развиените економии. Потребата за креативно решавање проблеми се појави бидејќи се повеќе прашања во секојдневното менаџирање и управување бараат креативни сознанија за да се најдат соодветни решенија. Па јас би рекла дека е нужна заради тоа што промената е константна, промената заради тоа што е константна ги менува работите и бараме нови креативни начини за решавање. Или ќе ги најдеме креативните начини или ќе влеземе во лупот кој што ќе не повлече надолу. Или креативноста е тоа што нема извадено од пештерите и нема дотирано до моловите. Колку е тоа добро место, не сум сигурна, али генерално таа креативност има направено да се поместиме од точката А на точката Б. И сега што правиме и каде движиме, треба да уклучиме свесност, за да може да движиме во права насока, али креативноста е магијата што ја прави. Така од таа гледна точка решавањето на проблеми бара креативност, справувањето со денешницата и позитивниот одговор, уживањето во животот бара креативност. Така да, според мене, клучна вештина за негување. Вклучувањето во креативни активности може да ја зголеми продукцијата на допамин, невротрансмитер поврзан со задоволството и наградата. Ова зголемување на нивото на допамин може да доведе до подобрено расположение и зголемена благосостојба. Мислам дека не се учиме да бидеме креативни, туку се учиме да се вклучиме во нашиот сопствен креативен процес. Јас го доживувам тоа како некој процес паралелен на мисловниот процес, кој што не можам да одлучам да го почнам или да го сопрам, туку можам само да научам како да се вклучам во него. И за мене клучно е тука да научам да ја издржам непријатноста, која што е апсолутно неизбежна кога станува збор за креативноста, бидејќи работите во нашата имагинација секогаш се совршени, а нивната трансформација или материализација во реалноста е многу тромава и несмасна и никогаш не е толку совршена. И развивање толеранција на таа непријатност е клучно, а во исто време е клучно многу да се работи, заради тоа што тренирање на нашата сопствена креативност значи запознавање на себе си, значи верување во себе си и значи надминување на нашето его, што мислам дека секогаш во креативните дисциплини е голем проблем за сите нас. Мислам не би си издвоила себе си тука, но мислам дека е многу возбудливо, многу интересно и не познавам човек кој што не се впуштил во својата креативност на било каков начин и не се чувствувал позадоволно, поисполнато. Создавањето нешто опипливо, без разлика дали е тоа уметничко дело, поема или песна, може да обезбеди чувство на постигнување и гордост. Ова чувство на достигнување може да ја заекне самопочита и самодовербата, придонесувајќи за попозитивна слика за себе си и севкупното ментално здравје. Дополнително актот на создавање може да биде мотивирачки, обезбедувајќи извор на радост и задоволство што ги надминува надворешните потврдувања. Има два начини да се биде креативен, не е баш така, ама едниот е во професионален контекст, кај што заработуваме од нашата креативност, а другиот е во нашето секојдневие, кој што исто така може да не носи никаква заработувачка, може да биде и просто само лично задоволство, кое што
може да биде личното задоволство може да биде присутно и во другиве две категории. Кога заработуваме од нашата креативност, тоа е пак работа и пак е нешто што кај што се приоритизира одредена продуктивност, се приоритизира среќавање на исполнување на одредени критериуми, немаме толку многу слобода да се изразуваме себе си, бидејќи на крајот на денот кога работиме во креативните дисциплини, најмени сме за нашите вештини, не толку многу за нашите идентитети лични. А кога работиме вон контекстот на заработување за живеачка, креативноста може да изгледа многу поразлично, да биде многу послободна и да биде многу по разновидна и тука мислам дека е за сите нас многу возбудливо, особено заради тоа што сите функционираме во некакви ограничувања, а креативноста без ограничувања е невозможна на некој начин. Мислам дека надминување на тие ограничувања или наоѓање начин да го создадеш тоа што го сакаш во рамките на тие ограничувања може да биде многу задоволувачки. Зошто е важна креативноста? Креативноста е особено важна, бидејќи креативноста во суштина е решавање на проблеми. Една вештина која што ја користиме во решавањето на проблемите, а со проблеми се соочуваме секојдневно, како во приватниот живот, така и во работењето, така што таа може само да ни помогне за полесно, поедноставно да речеме, да ги надминеме тие проблеми. Кога ќе ја спомнеме креативноста, често пати се поистоветува со уметноста, со сликарството, со цртање, со пишување. Но креативноста не е само вештина за уметнички активности. Секако. Тие многу ни помагаат за развивање на креативноста, бидејќи креативноста на некој начин треба да се негува и треба да се поттикнува. Така што пишувањето, читањето, уметноста, посетувањето на изложби, сите тие работи, театар, ни помагаат само за да ја развиеме на некој начин или да ја поттикнеме креативноста, а потоа таа наоѓа примена во сите сфери на нашето живење. И токму како таква се практикува и во најразлични сфери, од бизнес сферата, во инженерството и така натаму. Можеме и да ја поврземе со иновативноста, затоа што веќе се на некој начин вештини без кои што не може денес во 21. век. Токму така, главната одлика на креативноста е што поттикнува поинаков начин од оној стандардниот во размислувањето, односно поинаков начин на согледување на проблемите. Всушност, креативното размислување поттикнува на некој начин гледање на пошироката слика и согледување на повеќе аспекти, а со самото тоа и подобро решавање на проблемите и креирање на поиновативни решенија. Она што го нарекуваат најчесто out of the box размислување, всушност во некаков вид на креативно размислување. Во истражувањето написа во 2022 за прв пат се испитува како компетенција. Колку во таа насока кај нас се препознава креативноста како значајна вештина во образовните политики? Немам точна информација, меѓутоа еве ние во последната акредитација која што правевме на факултетот го земавме и тоа како една многу важна мека вештина, да речеме, која што треба да ја поседуваат нашите студенти, бидејќи во се повеќе огласи за работа на светско ниво за инженери, но и за дизајнери е меѓу топ 5 вештини кои што се бараат во најразлични области. Значи, од, да речеме, креативни директори, дизајнери, до луѓе кои што работат маркетинг или инженерство и така натаму. Колку вие како професор ја користите, каков е интересот на студентите, на кој начин ја вметнувате во вашите образовни инструкции? Инженерството само по себе е вештина која што бара решавање на некакви проблеми, така што креативноста е секако добро дојдена. Особено во индустријскиот дизајн, кој што е една вештина која што е делумно инженерска, делумно уметничка. Јас, меѓуто и колегите од насоката се обидуваме да го вметнеме колку што е можно повеќе. Конкретно ние користиме методологијата која што се нарекува design thinking, која што во суштина ние ја преведуваме како креативно размислување. Меѓутоа, самите методологии, доколку таа креативност не е негувана кај студентите, кај поединецот, не можат многу да вродат со плод.
Така што тоа негување на креативноста е потребно да се одвива постојано. Ние се трудиме и бараме од студентите, на некој начин им сугерираме дека мора задолжително да се информираат за се што се случува околу нив, да читаат книги, да посетуваат театар, да посетуваат музејски изложби. Конкретно јас еве се обидувам да речеме да на некој начин интерактивно да ги водам предавањата. Во моменти нормално не е можно, потребно е да се предаде одредена материја, меѓутоа тоа понатаму преку практични методи да се проба, да се искуси со конкретни вежби, со воведување на луѓе од пракса или од други едукативни институции кои што можеби на друг начин ќе го презентираат истото или ќе имаат спротивно мислење, заради тоа што и тоа е многу важно. Развивањето на дискусија е еден од елементите кој што е клучен за развивање на креативноста. Тоа кај нас е малку проблем. Ние делумно како општество не сакаме многу да го искажуваме нашето мислење. Во рамки на традиционалното образование студентите исто така учениците не се поттикнуваат многу да го искажат своето мислење, а тоа сметам дека е неопходно за да може креативно да се размислува, да научат тие да ги разменат своите мислења, дури ако се спротивни, да се развие една подлабока дискусија, секако со аргументирани тврдења, и од тоа секогаш произлезе нешто ново и нешто креативно. Креативноста се гледа во суштина во начинот на кој што се решава процесот. Дури крајното решение не е толку важно колку што патот кој што сме го изоделе за да дојдеме до него, бидејќи секој пат нешто ново осознаваме. Колку во таа насока е важно со развивањето на креативноста како виштина да се започне многу рано уште во основното или можеби уште во градинките, да се поттикнува детето на развивање на таа виштина? Точно така. Јас би рекла дека децата во градинките во предшколската возраст се всушност најкреативните, бидејќи тие не се оптоварени од тоа дали прашањето што ќе го постават ќе биде глупаво или во наводници, дали она што тие го нацртале е во соодветна пропорција. И тука е многу важно како ќе се негува на некој начин таа креативност. Дали ние кога ќе го видиме цртажот ќе прашаме како можеше така слонот син жолт, например, да го нацрташ, или ќе прашаме зошто го нацрта жолт. Заради тоа што тука речи се секогаш има многу аргументирана дискусија. Значи, секогаш има многу интересен одговор зошто е тоа така. И тоа сметам дека треба да се поттикнува и да се негува во сите сфери на образованието. Ние како родители и како наставници треба само да го негуваме, заради тоа што сметам дека на тој начин ќе се поттикнат едни индивидуи кои што креативно ќе размислуваат и критички ќе можат да ги согледуваат работите понатаму. Во теориите за менеджмент има интересно разгледување на тоа што значи креативноста. Баш е потенцирано дека е различен обид да се реши одреден проблем од повеќе аспекти. Точно така, значи главната идеја на креативноста и согледувањето на креативноста е во таа можност да може на различни начини да го согледате проблемот. Токму поради тоа се почесто да речеме во дизајн на производ или така натаму се вклучуваат интердисциплинарни тимови, каде што имате психолози, социолози, менаџери, така натаму луѓе кои што не секогаш се директно поврзани, меѓутоа на некој начин се повторно поврзани со тој производ кој што ќе го користат луѓето. Во последните години партиципативниот дизајн е нешто што многу се практикува, каде што во суштина директните корисници се вклучуваат во фазата на дизајнирање. Тука едната причина е за да се создаде производ кој што подобро ќе одговори на потребите, но другата подлабоката причина е да се согледа тој проблем од сите страни. Многу често се практикува да речеме, не знам, ако е потребно да се дизајнира фризерски салон, да речеме, да се уреди. По некој автоматизам ќе се избере нели женско заради тоа што е поблиску. Меѓутоа, напротив, можеби тука треба некој што не го користи толку често, за да може да ги согледа сите проблеми и работи на кои што тој не е навикнат, да постави прашања кои што ние не би ги поставиле, зашто нели тоа се прави на тој начин. Токму тоа е идејата, да ги поставувате прашањата кои што вообичаено не би ги поставиле за да добиете
да речеме, по-конкретни одговори, а можеби тие да доведат до некоја поиновативно, неочекувано решение. Ги споминавте психолозите, јас ќе го искористам тоа и за ова прашање. И психолозите нагласуваат колку е важна креативноста за многу аспекти, вклучително и за лачење на допамин. Секако, па заради тоа што креативноста во некој начин го размрдува мозокот. Ние сме научени, многу е поедноставно, нели, со студентите е поедноставно кога вие им дадете, нели, лекција, научете лекцијата и еве сега прашањата раскажете. Полесно е за професора да ги провери, полесно е можеби за нив. Меѓутоа, на некој начин тука немаме некакво развивање на мозокот, освен добро се учат, нели, некакви нови вештини. Меѓутоа, она што е многу поважно е тие да можат да ги поврзат своите претходни знаења, своите искуства кои што ги имаат. Секој студент е индивидуа сама по себе. Така што сметам дека тоа размислување, тоа на некој начин мачење на мозокот, ја го предизвикува, нели, тоа задоволство и крајниот резултат е секогаш успешен. Би сакала да заокружиме со една убава порака како да ја развиеме, како да ја поттикнеме креативноста, кои техники може да ги искористиме за да ја развиеме креативноста кај нас. Па јас мислам дека треба секој човек да се обидува да од време на време излезе од својата комфорт зона, да се обиде да направи нешто што не го направил, да се обиде да отиде некаде каде што вообичаено не е отишол, или едноставно само да се дружи со поинаква група на луѓе, заради тоа што секој има своја приказна, секој може да не поттикне, да инспирира на некаков начин и токму тие различности поттикнуваат на некој начин креативно размислување и поинтересни, по-комплетни и комплексни решенија. Креативност е способност на создавање нешто ново, необично, уникатност, начин како секој се представува самиот себе си. Нема дете кое што нема свој креативен потенцијал. Секој човек се раѓа со свој креативен потенцијал. Оттаму улогата на родителите, на семејството, на наставниците, па и на нас едукаторите, истиот да го препознаеме, да го уважиме, секој дете да биде охрабрено и тој креативен потенцијал да се развие, односно секој дете да се изрази на свој начин. Воспротивно, кога родителите или образованието наметнува некои други правила, да речем, на однесување, за жал може тој креативен потенцијал да не се развие во на смисла како што детето го заслужува или какво што го носи. Првенствено е да се дозволи на децата да наблюдуваат, да истражуваат, да им се дозволи да го кажат пред се своето мислење, својот став, да се дозволи детето да биде свое, да неговата креација да биде препознаена на оној начин да тоа не се плаши да го каже своето мислење, па дури и некогаш кое што не се совпаѓа можеби со мислењето на родителот или во училиштето. На таков начин децата развиваат самодоверба, развиваат слободумност, развиваат критичка мисла и во крајна линија помага во нивната интелектуална интелигенција, која што и тоа како важна во понатамошниот нивен раст и развој. Среќни и задоволни деца со учество во тие креативни работилници, тие ослободуваат својата енергија и честопати на почетокот од самиот процес, ни тие не знаат што ќе се случи од сето тоа. На самиот крај вистински се изненадени и добиваат едно огромно чувство на радост на тоа што го направиле, тоа што го создале, така да вистина се пресреќни. Морам да кажам дека образованието не дозволува секогаш или докрај децата да се изразат на свој уникатен начин, па така да и присуството на креативни работилници во галериите, можеби одење на театарски представи или на разни музички настани, дозволува децата да можат да се изразат на најдобар можен начин. Без разлика дали играат некоја игра, дали решаваат домашно или пак играат судоку,
Решавањето на ваков начин е многу важно затоа што им овозможува да го развијат нивниот креативен ум. Зошто креативноста е важна за детскиот развој, ви откриваме сега во приказна. Тоа што пред неколку децении им беше лесно на родителите, сега е вистински предизвик на сегашните генерации. Тоа не значи дека нашите родители знаеле повеќе за развојот на децата, туку едноставно имале помалку опции. Досадата и слободното време се неизбежен дел од секојдневниот живот. Денес досадата и слободното време се синоним за јас сум лош родител и не правам доволно за моето дете да напредува. Самата сум родител, самата барав одговор за многу работи, заради тоа што не сме само родителите, тука и влијанието на дечињата, тука е влијанието на образовниот систем, влијанието на поширокото општество, влијанието на, да не почнеме ги броиме мрежите, TikTok и така натака, каде што воопшто не ни знаеме на што се изложени нашите дечиња. И покрај тоа што наша обврска и предизвик е да ги подготвиме согласно нашите дефиниции за живот, што можеби ќе се разликува од дефинициите кои што ќе им бидат потребни за животот кој што доаѓа, од една страна, од друга страна самите и ние како родители се бориме и на глава и на рамена ни стојат многу работи. Големата количина слободно време може да ги фрустрира, што е спротивно од креативната отвореност која ја бараме. Но и вишокот слободно време за децата е важен дел од нивниот развој. Детската фантазија, љубопитност, спонтаност и потреба за откривање на светот се автентични. Тие немаат искуство што е олеснителна околност тие да почнат да го создаваат преку нови доживувања, истражувања и експерименти. Важно е децата да експериментираат, да поставуваат прашања, да кажуваат мислење, да ги откриваат своите идеи и да ги објаснуваат. Вина не треба да бараме, идејата е како да бидеме поддршка. Тоа е еден најнормален процес што се случува. Мојата топла препорака е малце да прочитаат како функционира мозокот. Значи, оној период кога влегува детето во пубертет, се случува една таква бура од хормони во телото, да јас мислам дека они се најнормални. Кога нас би ние инсталирале таа бура од хормони, не сум сигурна како во основа би се справувале. Сега ги спомнасте предизвици со кои што се среќаваат тинеџерите и тоа се навистина предизвици во кои што родителите треба да бидеме поддршка. Со што тогаш веќе ние не сме важни или најголемиот том го има нивните врсници. Според мене тоа е период каде што е на тест нашето родителство. Зошто? Тоа што веќе немаме контрола, но имаме влијание. И целта е да видиме пред да влезе детето во пубертет, да изградиме релација во која што ќе имаме мост на влијание, за да можеме да дадеме насока во клучните периоди каде што е тоа потребно, од една страна, од друга страна, периодот на пубертет е период каде што и они се осознаваат и они ги пробуваат сопствените граници. Креативното изразување на децата е нивна потреба да го отсликаат својот свет на начин на кој посакуваат, да го представат сето она за кое понекогаш им недостигаат зборови, да направат оригинални креации, бидејќи така им доаѓа однатре. Тоа им помага да решат прашања кои не можат да ги опишат и при тоа да ги информираат, поточно да им ги нацртаат на возрастните, да го донесат поблиску нивниот свет на фантазија во реалноста што ги обкружува, да најдат начин уште повеќе да си поиграат, да се обидат да се социјализираат, а тоа да не биде најтешката задача на светот, да најдат нови и само за нив јасни објаснувања на работите. Од грешките учиме. Тоа е дел од креативниот процес кој не носи до процесот на знаење. Кога моите деца ќе сгрешат нешто, прашањето е што научи. Ако кажат што научиле, не се лутам, него се радувам заради тоа што тоа е грешка. И на тој начин ги стимулирам и они да размислуваат. Беше интересна анекдота една со кирката на 4 годишна возраст, кога се обиде да тури млеко во чашката и нормално историја, зашто го правеше тоа со една рака. И ми вика, мама, ја научив држам со двете рачиња. Ние цело време билиме пати со двете рачиња, Она не гледа нас дека држиме со една рака и нормално се обидува и таа да го направи истото. И вика, ја научив држам со двете рачиња. Супер, мама, сега ќе научиш и како се брише со крпа. Така да секоја грешка што доаѓа треба да биде да гледаме дословно како благослов, што ние знаеме како сме научиле. Ние сме научили исто по пат на систем на обиди и грешки.
Децата способни за имагинација, местото од каде што тргнува креативниот израз, подобро се снаоѓаат, ја разбираат и се адаптираат на средината во која се наоѓаат. Соодветно, стимулацијата на детето да биде во контакт со својата имагинација и креативен израз ја поттикнува неговата способност за учење и снаодливост. Томас Едисон е пример за креативец кој многу пати паднал пред да успее. Што ви откриваме во артикулација, погледнете токму сега. Томас Едисон создал 3000 различни идеи за систем за осветлување пред да ја провери нивната практичност и економичност. Волфганг Амадеус Моцарт напишал над 600 музички дела, вклучувајќи 41-та симфонија и некои 40 чудни опери и миси во текот на својот кус, креативен живот. Рембрандт насликал околу 650 слики и 2000 цртежи, а Пикасо направил над 20.000 дела. Шекспир пак напишал 154 сонети. Франк Барон бил еден од најголемите психолози и истражувачи на генијалноста и креативноста. Токму со него го заокружуваме ова издание кое што го посветивме на креативноста. Довидување до следната приказна.